зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Прочитај го ова пред да испаничиш. Пасторот Глен Бурис вели дека еден начин за кој помага дома е што изнесува големи канти со ѓубре на улица за да бидат собрани. Работа од 5 минути. Но еднаш раскажува тој пред едноставната задача се испрчи неочекуван пресврт. Туку што ја однесов третата канта кога забележав змија. Беше околу метар и пол до метар и 80 сантиметри долга и лечеше во тревата малку подалеку од бетонираниот влез до дома. Срцето забрзано почна да ми чука кога го грабнав мојот мобилен и се јавив на жена ми. Деби, која беше дома внатре. Не сакав да заминам во случај змијата да не отползи, затоа што тогаш би се грижел каде отишла. Кога Деби се јави, веднаш преминав на главното. Земи ја лопатата и излези близу влезот до дома. Има огромна змија во нашиот двор. Незиниот одговор беше поприлично смирен. Со задоволство ќе ти ја донесам лопатата, но змијата е веќе мртва, одговори таа. Градинарот ја виде, ја утепа и ја остави во дворот за да изедат човките. За само 15 секунди ми се промени целиот аспект на гледање на работите. Изворот на страв што ме опфати толку силно пред неколку минути сега беше лесно објаснен. Природно се плашиме од она што мислиме дека ќе ни наштети. Тоа е заштита која Бог ни ја вградил за да се заштитиме себе си. Но поголемиот дел од времето се плашиме од нешто што никогаш нема да се случи. Како пасторот Глен, се плашиме мртви змии. Бог знае, тоа е наша природна реакција. Па така одново и одново во Библијата, во многу различни околности, ги среќаваме зборовите. Не плашете се. Например, во Матеј 10:31, во Марко 5:36, исто така во Јован 6:20. Може да пронајде случаи на луѓе кои мислеле дека ќе гладуваат, или ќе се удават, или дека ќе бидат убиени во војна, или ќе умрат при поредување, или ќе бидат убиени. Но Бог ги избавил неповредени. Па пред да испанечи за ситуацијата со која се соочуваш, погледни однова. Змијата можеби и воопшто не е жива. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.